Перо и Крстана беа ликовите кои го понесоа дејствието во најновиот драмски проект на летечката театарска трупа. Лазар Лукиќ и Мартина Стериоска успешно се соочија со предизвикот. Хотел Промаја беше урднебесната комедија која изнуди насмевка од сите. Јас го кумев Перо, стар човек кој што во млади години му паднала дигалка за бетон на глава и е малку беше тешко да се спреми за оваа представа, но истовремено интересно и уживав. И јас како улога на Крстана, која како млада била медицинска сестра и кога го лекувала Перо, пациентот, се омажила за него. Ова беше тешко навистина, но ние како глумци го изведовме, мислам дека гледачите се задоволни од ова. Работата со младите е предизвик, одговорност, поттик. Режисерот и актер Владимир Јовановски ја чувствува моќта на сцената и ги следи желбите на младите актери и публиката. Верувајте ми, работењето со деца има посебна драж и можам да кажем дека представата која денеска ја видовте со актерската екипа која денеска учествуваше, навистина е на рамниште на професионалци. На крајот на крештата преполната сала, огромните аплаузи во текот на представата, овациите кои го добиваше представата, одличната мизансценска игра и целокупноста на представата го докажа тоа. И вечерва, како и претходната вечер, кога беше премиерата на Зурло, се видоа нови ликови првпат на сцената на летечката театарска трупа. Колку сте задоволни и колку сметате дека Тетово може да понуди нови млади актери за театарот во градот? Тетово е град со корен, со театарска и хорска уметност. Воопшто Тетово има уметничка подлога. Потребно е да се поправат одредени услови од техничка природа, за да може да овозможиме на сите оние кои би сакале да бидат дел конкретно од театарот, да може да имат редовни проби, загрејани простори, да кажем технички услови кои би му пружиле на населението континуирано пласирање на театарски дела. Летечката театарска трупа на детското драмско студио со најновите проекти Племето Зурло и Хотел Промаја успеа да ја освои публиката во Тетово. Најавуваат репризи, но и гостувања низ земјава.